21 јуни 2014 година, почитувани гледачи, термин за саботното издание на вестите на КТВ телевизија. Синоќ ја заседаваше економско-социјалниот совет на Кавадарци. Се разговараше и за одразот на неисплатеното грузие врз развојот на лозарството во Тиквешкиот регион. Вечерва економско-социјалниот совет со своите членови и со сите оние кои што се поканети вечера да учествуваат во присуство на председателот на Конфедерација на работодавачи на Република Македонија, господинот Миле Бошков. Помалку подолга пауза заради изборите или конституирањето на новата влада вечерва ќе заседава, ќе заседава на теми кои што во овој момент сметаме дека се многу чувствителни за општина Кавадарци, за целокупниот регион, како и за Република Македонија, и се во рамките на сите оние активности кои што владата ги презема со цел подобрување на состојбите, не само кај населението во овој регион, него подобрувањето на состојбите во рамките на сите сегменти кои што ги опфаќа, работењето на сите оние кои што се институции кои што се задолжени за таа цел. Вечерва сакаме да преговориме на една тема која што е многу осетлива, многу чувствителна, за која што е време да преговориме, да дадеме одредени препораки до Советот на општина Кавадарци, а тоа е колку неисплатата на грозието или неисплатеното грозие во континуитет полека, но сигурно ги подрива сите оние активности на лозарите кои што е, како што сите знаеме, во вакви оттежнати временски услови како што имаме оваа година, во услови кога владеат многу болести, без разлика на помошта која што сестрано ја дава владата во форма на субвенции, влијае врз развојот на оваа многу битна стопанска гранка со која што повеќе од 7.000 граѓани, односно семејства во целокупниот регион, претежно во Тиквешкиот регион, веќе ги чувствуваат проблемите. Проблемите во насока на она што значи купувањето на заштитни средства кои што сега наместо, како што беше порано, во еден подолг временски период на плаќање на таквите заштитни средства, како што беше до Нова година, сега во рок 30 дена треба да ги плаќаат. Полека, но сигурно, Законот за финансиска дисциплина си го прави своето, па сите оние кои што имаат побарувања, како водостопанските организации, како што рековме, сите оние кои што продаваат заштитни средства, кои што продаваат џубриво, сакаат да ги наплатат своите средства. И се тоа во контекст на она што одредени винарски компании со исклучок на некои кои што, како што е винарската визба Тиквеш, кои што редовно во законски рамки го плати грозието, имаат веќе ги чувствуваат сериозните проблеми. Сакаме да дадеме одредени насоки, да дадеме одредени напатствија кои што треба да значат соодветни одлуки или насоки кои што треба пратениците да ги преточат во законски решенија кои што треба да ја подобрат дисциплината во овој поглед, и сметаме дека на тој начин сите оние активности кои што владата ги презема во правец на зголемувањето на субвенционирањето на лозарството од година во година да дават резултати во насока не на опстанок, него во насока на развој на оваа многу битна стопанска грана. Понатаму треба да преговориме за она што во овој момент навистина го чувствуваме како задоволство во Кавадарци, а тоа е да со новите инвестиции, со Дрекстермајер, со Кофи Кап, кој што треба да уследи сега, имаме се повеќе и повеќе проблеми со потребна работна сила во одредени сегменти, кои што поготово сега во летниот временски период се изразени како во терцијарните и секундарните дејности, во делот на сообраќајот, на транспорт, пред се во делот на угостителството, и секако да преговориме со мерките на владата кои што треба да бидат во насока на зголемувањето на стандардот на вработените, а тоа е сепак зголемувањето на платите, зголемувањето на минималната плата, кое што полека но сигурно се остварува и кое што треба да биде во насока на заштита на општествениот стандард. И едно многу значајно прашање, а тоа е прашањето на оживувањето на занајчиството, да се формира да се даде предлог за формирањето на занајчијската комора, кој што во рамките на постоечката регионална стопанска комора треба да значи заживување на занајчиството, да направиме еден попис, еден преглед за тоа во каква состојба се наоѓа занајчиството во нашиот регион, и се со цел, полека но сигурно да ја потикнуваме оваа гранка на начин кој што е економски исплатлив и на начин кој што треба да значи како зголемување на вработувањето, така и зачување на овие многу битни дејности кои што од секогаш од искона биле присутни на овој регион, да заживуваат, да не одумрат, затоа што не само што значат вработување, него значат насочна потреба за граѓаните на општина Кавадарци. И секако теми кои што би се наметнали од дискусиите кои што денеска се на дневен ред. Пред се како Сдружение на работодавачи или Конфедерација на работодавачи делува низ целата држава, меѓутоа особена близкост и особен фокус е кон Кавадарци, локалната самоуправа на Кавадарци, социјалните партнери, односно синдикатите, локалната самоуправа, работодавачите.
Ние гледаме на некој начин да ги вклучиме и невладините организации во активноста на локалниот економско-социјален совет во Кавадарци, а нашата улога е пред се да на некој начин пренесеме порака дека одговорното стопанисување или општественото одговорно функционирање на компаниите е придобивка за сите, и за општината, меѓутоа исто така и за граѓаните во општината, а нормално во еден систем и за Република Македонија. За нас е најважно тоа дека диалогот, консензусот, договорот, начинот на кој се пренесуваат пораките, начинот на кој се спроведуваат препораките и начинот на кој комуницираат и граѓаните и сите вклучени во општествениот живот во Кавадарци, дека се на некој начин модел како треба да се пренесуваат и добрите и лошите пораки. Во овој момент имаме балансиран однос околу исплатата на грозјето, така да примерот треба да се земат од добрите и нормално не треба да се казнат по слабите и по недобрите, така да кажеме, меѓутоа да се пренесе една порака дека и тие треба да се вклучат во системот, односно во реалното водење на економија. Од друга страна, ова е една добра порака дека на некој начин лозарите пред се производителите на грозје, дека веќе ќе треба на некој начин да ги намалуваат ризиците, односно да влегуваат во формалната економија, затоа што Законот за финансиска дисциплина дозволува, значи, договорени прекорчелување или па на некој начин исполнување на услови во кои е склучени договорот. Значи, се помалку и помалку треба да се избегнуваат начинот на кој ќе се злоупотреби, да кажеме, размената или трговскиот договор, со тоа што дел од тие лозари и производители веќе ќе треба да влезат во формалната економија, за да можат нормално и според Законот за финансиска дисциплина, според сите позитивни закони во Македонија, да функционираат. Од друга страна, нашата улога во однос на странските инвестиции и на широко познатата странска инвестиција Дрекслер Мајер, дека е позиција за почит, позиција за раст на стандардот во општина Кавадарци, меѓутоа исто така е момент каде што ќе треба да пренесеме порака околу подигнување на стандардот, меѓутоа и околу договарањето на секторските активности или на активностите во одредени индустрии кои можат и треба да бидат носители на животниот стандард во одредени општини во Кавадарци. Сега толку и нормално дека имаме ние предлози како организација на работодавачи во кои мислам дека советот дека ќе прифати дека сите совети, сите препораки и заклучоците од работењето на економскиот совет во Кавадарци покрај препораките кои ќе се испраќаат до советот на општината, дека како информација веќе ќе треба да одат малце на повисоко ниво владата, со тоа што директно ќе биде запознаена со случувањата на локално ниво во општина Кавадарци. Владата на Република Македонија на првата своја седница донесе одлука за распишување на долговите на социјално ранливите категории на граѓани. Првата мерка која новоформираната влада ја донесе на првата седница беше освојување на предлог закон за отпишување на долговите за социјално ранливите категории на граѓани. Оваа мерка се донесе како одговор на државата на последиците од светската економска криза, а Република Македонија како социјална држава има обврска да им помогне на оваа група граѓани. Законот кој ја помина владината, а ќе биде доставен и до собраниската процедура, предвидува отпишување на долговите од најранлива категорија на граѓани, и тоа корисници на социјална помош, невработени лица кои бараат работа подолго од 12 месеци, лица изложени на социјален ризик поради смрт на брачен другар или инвалидитет. Правото на отпишување на долг може да го остварат сите невработени лица и лица изложени на социјален ризик под услов од 2013 година да не оствариле приход поголем од 105.600 денари, колку што изнесува годишниот износ на минималната плата, како и да не поседуваат друг имот освен објектот во
кои живеат. Оваа мерка се носи еднократно и нема да се повтори, а целта е да се помогне на социјално ранливите категории и важи за долгови кои настанале заклучно 31 декември 2013 година за искористена електрична енергија, топлинска енергија, долг по основ на кредитни картички, како и долг за радиодифузна такса кон македонската радиотелевизија. За оваа мерка владата има намера да одвои неколку милиони евра, но засека не е прецизирана точната сума, а според проценките мерката треба да опфати меѓу 50.000 и 100.000 граѓани. Утринава од винарската визба Тиквеш тргна тиквешката винска регата. Ке плови со чамци и кајаци и ке се дегустира вино низ винарниците и манастирите од Тиквешкиот регион. Со дегустација на вина во винарската визба Тиквеш од Кавадарци денеска тргна втората поред Тиквешка винска регата во организација на Сдруженијето на граѓани Винотек Кавадарци. 2 дена гемиџи, спортисти, влюбеници во природата и незините убавини и голем број ентузијасти ке пловат низ водите на Вардар и ке дегустираат вина низ винарските визби и манастирите од Вардарскиот регион. Председателот на Винотек Јован Еленов верува дека се ке помине во најдобар ред и очекува голема позитива од втората регата. Сега се наоѓаме во винаријата Тиквеш. Ова е нашата почетна точка, почеток на винската Тиквешка регата, односно Тиквешка винска регата 2014 година. Завршува утре попладне, да се тргнуваме овде од винаријата Тиквеш како најголема винарија во Македонија, со капацитет, со врхунско вино, врвно вино, опростите, и се надеваме времето дека ќе не послужи, дека успешно ќе ги завршиме сите поставени цели. Времето, колку знам, за денеска е добро и дојдоа гостите, имаме гемиџиите од Велес, имаме од Велес кајакарски клуб, имаме од Прилеп кајакарски клуб, така да мислам дека ќе биде стварно и интересно и атрактивно и дека покрај тоа што ќе дегустираме овака вино во винариите во спад, успешно и ќе се рекреираме и забавуваме. Ваквата идеја за винска регата во регионот ја поддржуваат и винариите. Од Тиквеш Кавадарци велат дека истата е голем предизвик и позитивен чекор во развојот на туризмот и промоцијата на виното. Беше убава идеја на Сдруженијето Винотек, на група ентузијасти кои ќе се потрудиат да ја организираат ова винска регата, која веќе традиционална ќе стане и се надеваме за следните години да прерасне во една туристичка, стопанска, комерцијална манифестација, која што ќе има возможност на сите љубители на водите и љубители на виното да го осознаат тој вински пат вековен, да ги пробаат македонските вина, да ги посетат македонските винари и манастири на тој вински пат. И јас навистина одушевен од оваа идеја и ја поддржувам. Тиквеш како винарска визба е почеток, односно стартна позиција за почеток на регатата. Право место во храмот на виното кај што се почнува и се надевам дека ќе ги поставиме реперите за овие наши вински дегустатори кои што понатаму ќе продолжат по својата регата. Идејата минатата година се роди кај директорот на винската регата Панчо Арсовски, кој денеска гордо потенцира оти успех е да направиш нешто за кое секоја година интересот е се поголем. Гемиџи од Велес, кајакари од Велес и Прилеп, учесници од Бугарија и спортисти и ентузијасти од Кавадарци се дел од 60 члената екипа на Тиквешката винска регата за оваа 2014 година. Добра дружба, убаво време и слога посака Арсовски. Сакам само да ве поздравам со поздравот на Винотек. Да живееме, да ни помине регатата успешно, да се вратиме сите живи и здрави и кавдарчани, да се цениме самите себе, да не ценат и другите затоа што во виното е вистината. Поздрав! Велешкото јавно комунално предпријатие Дервен, освен услуги за општината, ќе нуди и за граѓаните. Подготви ценовник за извршување на градежни работи, уредување на зеленило и поставување урбана опрема. Тарифникот го одобри Општинскиот совет на последната седница. Советниците вчера го разгледаа и финансискиот извештај од работата на Дервен во првите 3 месеци од годината. Според податоците, јавното комунално предпријатие работи рентабилно. Јавува нашиот дописник од Велес, Зоран Јаневски. Јавното комунално предпријатие Дервен подготви ценовник за услугите кои ги нуди.
утврди цени за изведување на градежни работи, уредување на зеленило, поставување и одржување на урбана опрема. Тарифникот кој го изработи комуналното го одобри општинскиот совет на последната седмица. Согласно Законот за јавните предпријатија, основачот дава согласност на актите со кои јавното предпријатие утврдува цени на производите и услугите што ги дава предпријатието спрема корисниците. За дополнувањето на овие одлуки за утврдување на цени добиено е позитивно мислење од страна на управниот одбор и одборот за контрола на материјалното и финансиското работење на ЈКП Дервен. Истите се во насока на подигнување на квалитетот на услугите од страна на јавното комунално предпријатие во поглед на изведувањето градежни работи, хортикултурни услуги и изработка, поставување и одржување на урбана опрема. Ценовникот за изведба на работите кои ги изведува Дервен, освен за локалната самоуправа, важат и за сите жители на Велес. Градежни работи, хортикултурно уредување или поставување опрема од работници на Дервен може да побараат и граѓаните. Без разлика, значи ценовникот се утврдува без разлика дали такви услуги ќе побара општината од јавното комунално предпријатие, ќе побара некое друго физичко или правно лице. На седницата која се одржа вчера, советниците ја разгледуваа и работата на јавното комунално предпријатие во првите 3 месеци од годинава. Извештајот ги содржи основните податоци за извршени работи и остварени финансиски резултати. Според документот, комуналното Дервен работи рентабилно. Од 23 до 27 јуни на армискиот полигон Криволак ќе се извршуваат боеви гаѓања. Командата на армискиот полигон Криволак им соопштува на местното население од општините кои гравитираат околу полигонот дека во периодот од 23 до 27 јуни годинава во реоните Брест, Вардар, Чифлик, Караоџали, Джедимирци, Читаклија и Белкамен, Китина, Смрека, Мушанци, Каша и Тубре и Кукулци ќе се извршуваат боеви гаѓања. Во наведениот период се забранува секакво движење и предстој на луѓе, моторни возила, стока, како и оставање на моторни возила во наведените реони. Исто така се забранува било какво земање или допирање на неексплодирани проектили или средства кои можат да бидат опасни по живот, а доколку се пронајдат такви средства, истите да се обележат и да се известат надлежните органи од командата на полигонот или СВР Штип, полициски станици од општа надлежност Неготино, Кавадарци или Градско. Стрелиштето на кое ќе се извршуваат планираните гаѓања ќе бидат видно обележани согласно законските прописи во армијата на Република Македонија, како и обезбедени со физичко обезбедување. Од културата, вчера започна 4-та поред ликовна колонија лето 2014-та Вила Тодоров Кожув, која ќе трае се до 27 јуни. Свеж воздух, природа обоена во илјада нијанси на зелено, пролетни цветови, прекрасни пейзажи облеани во пладневното сонце и магична привлечност на оваа моќна питома планина. Тоа е накратко сликата на амбиентот во кој годинава по 4-ти пат ќе се случува ликовната колонија лето 2014 Вила Тодоров Кожув. Годинава ликовната колонија ќе се одвија во 2 дела. Во првиот, кој официјално започна вчера, учествуваат млади ликовни уметници од цела Македонија и Ристе Соколов од Кавадарци во улога на ментор, додека во вториот дел, кој е планиран да се реализира во средината на август, ќе земат учество познати реномирани ликовни уметници од Македонија и Република Србија, со што колонијата го добива епитетот на интернационална. Овие 7 дена 13 на ликовни уметници ќе се дружат, ќе разменуваат меѓусебни мислења и искуства, ќе творат и сликаат во содејство на внатрешната творечка размисла и инспиративната енергија која им ја дава прекрасниот амбиент по пазувите на Кожув планина. Организаторот на ликовната колонија Маријан Тодоров желбата уметност да се случува токму на Кожув планина во срцето на ски центарот Кожув го објаснува едноставно како неминовна последователност на пријателствата со ликовните уметници родени на првата ликовна колонија која се одржа во зимски амбиент. Желбата повторно да се престојува во Вилата Тодоров, која ги пружа сите потребни услови за работа и творење на еден ликовен уметник, ја наметна идејата оваа ликовна колонија да прерасне во традиција, па така годинава уметниците ќе имаат привилегијата подолго време, односно во 2 етапи да престојуваат на Кожув планина. Важно е да се спомене дека по 3 години објектот Вила Тодоров вчера повторно доби електрична енергија. Се надевам дека со легализацијата на ниско
нисконапонската мрежа ќе добиеме сопствен приклучок за струја и во иднина објектот Вила Тодоров ќе може да работи во комерцијална насока, вели сопственикот Маријан Тодоров. Негова желба е наредната година ликовната колонија повторно да се организира во зимски услови, бидејќи Кожув дава прекрасни услови за тоа и најверојатно ќе биде единствената ликовна колонија во Македонија што се организира во зима. Инаку значаен дел од младите уметници кои годинава учествуваат во колонијата учествували и предходните години и еве ги нивните изјави зошто повторно сакаат да бидат дел токму од оваа ликовна колонија. Комплетниот прилог кој го реализиравме вчера на отворањето на ликовната колонија ќе имате можност да го проследите на крајот од ова издание на Вестите. Имав чест да бидам на отварањето, значи на првата колонија што беше одржана овде во Вила Тодоров и тоа во поинакви услови, значи во зимски услови. Бевме негде јануари месец, имавме можност да падне снег, скијавме, тоа се одрази на нашите дела, значи преовладува зимските пейсажи и во колоритот се одрази. Лаги на ликовната колонија Вила Тодоров беше прекрасно. Имавме многу инспирација, самото обкружување, самата средина ни влијаеше многу во нашето творештво. Инспирацијата мислам дека ќе ја црпиме од природата, што не значи дека ќе цртаме пейсажи или така натаму. Мислам дека она што ќе го изработиме овде ќе биде нешто кое што ќе остане понатаму за да следните генерации може да црпат пример. Бидејќи инспирацијата ја црпам од природата, така да мислев да работам нешто претежно со земјани нијанси, као окераста кафеава, зелена, тоа мора да има, нели, на убаво место сме сместени сега. Тука сме сместени, значи, во одлична средина, природата, која што ни пружа, значи, голем извор на творење, на пронаоѓање во секаков аспект, значи, во творештвото, значи, да се надоградиме и да пробаме да пронајдеме некој свој стил на изразување. Уметникот не се става во граници и оквири, затоа што тоа не е уметност, више е наменска работа. Ова е најубавата душа, јас така и мислам, и затоа идам секоја година. Мислам, не е случајно. Значи оваа колонија нешто што не треба да се пропушти? Не, затоа што тука мене не само сега зборувам, многу ми е пријатно, и секоја година идам, може и во август пак ќе дојдам. Тука е, значи, благодет на душата. Општините Велес и Шербур од Франција почнуваат со работка на полето на образованието. На есен во Велес доаѓаат 40 средношколци. Со своите врсници ќе следат настава во велешките средни училишта, ќе се дружат и ќе разменуваат искуства. Велешките средношколци посетата ќе ја возвратат на почетокот од идната година. Еве дел од изјавите на представникот на општината Шербур, кој неделава заедно со неколку професори од тамошните средни училишта, предстојува во Велес. C'est une très belle opportunité pour beaucoup d'étudiants de la ville de Cherbourg. Ова ќе биде одлична можност за учениците од Шербур да го посетат, не само да го посетат Велес, туку да со нивните врсници, нивните другарчиња во Велес да работат заеднички на различни предмети кои што ги обработуваат на училиште, да посетат различни компании и да се воспостави една размена помеѓу средношколците. Исто така многу ни е големо задоволство што во 2015 година, пролета 2015 година, ние како домаќини ќе можеме да примеме 40 деца од Велес, значи средношколци од Велес, кои ќе не посетат, ќе работат заеднички на предметите кои веќе ги обработуваат со своите другарчиња од Велес и ќе посетат и компании, ќе имаат можност и тие да го запознаат Шербур. Професорите, директорите, менторите и ние како општините, како општина сме првиот линк што ги воспоставивме, значи кажам, во 2009 е воспоставена врската со Долна Нормандија, со Шербрун, како општини и како градови збратимени и во, значи, како бенефит од таа врска, значи сега ја продолжуваме на ниво на целата општина, односно ги вклучуваме и училиштата од нашиот град и нивниот град, каде што ќе ги разменат искуствата во образовниот процес, нели, на нашите средни училишта и тоа ги набрава во металопроизводството, гастрономијата, економијата и менаџментот, како тоа го правиме ние и како каде се образовните процеси се справуваат со проблематиката и како да го имплементираат или да ги научат младите да го работат сето тоа.
Со физика, хемија, биологија и научно истражување како нови предмети ќе ја започнат новата учебна година во септември учениците во прво, второ и трето оделение. Физика, хемија, биологија и научно истражување ќе бидат новите предмети што ќе ги изучуваат учениците во прво, второ и трето оделение во основните училишта почнувајќи од следната учебна година, објави Бирото за развој на образованието. Тие ќе се изучуваат според адаптираните наставни програми од Меѓународниот центар за наставни програми на Кембридж. Предметите ќе се реализираат со фонд од 2 часа неделно, односно 72 часа годишно. Наставната програма по математика пак е поделена на 5 подрачја: броеви, математички операции, геометрија, мерење, работа со податоци и решавање проблеми, а ќе се реализира со фонд од 5 часа неделно, наведуваат од Бирото. За ваквите промени родителите веќе били информирани, а за тоа се планираат и обуките наменети за наставниците. Од Бирото не очекуваат проблеми во реализацијата на наставата, бидејќи се работи за адаптираната наставна програма која ќе се фокусира на развивање на интересот на учениците за стекнување научно знање. Карактеристика на оваа програма е што наставната програма најмалите ученици ќе ја совладуваат преку игра, креативно и интерактивно. Учениците ќе учат одредена тема, но подоцна во наставата се навраќаат на истата тема и ја изучуваат на повисоко ниво. Со предметот научни истражувања сакаме учениците да се насочат на вистинскиот пат за да станат идни научници, потенцираат од Бирото за развој на образованието. Во дел од основните училишта, во тек се обуки за оделенските наставници во врска со новините во програмата за најмалите ученици. Од септември учениците од прво, второ и трето оделение, математика и природни науки ќе работат според програмата Кембридж. За аплицирање на оваа програма не се потребни посебни просторни услови, ниту посебни нагледни средства. Играта и индивидуалниот приод кон темите се одлика на програмата Кембридж, која предвидува и повеќе часови за учениците од прво до трето оделение. Пред крајот на вестите останаа уште две информации. Летото на северната земјина полутопка започна денеска во 12 часот 51 минута. Во исто време за жителите на јужната земјина полутопка почнува зимата. Земјата ќе биде најдалеку од сонцето на 4 јули во 2 часот. Денеска денот беше најдолг, а ноќта ќе биде најкратка. И на крајот прогнозата за времето. Утре ќе не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Температура до 30 степени, УВ индекс 8. Толку во саботното издание на вестите. Благодарам за вниманието. Ви посакувам пријатен викенд со нашата програма.
Бидете во пазовите на Кожу планина во месец јуни, а денеска е 20 јуни 2014 година, кога стартува првата етапа од четвртата поред телефонна колонија лето 2014 Било Тодоров на Кожу планина на собственикот Маријан Тодоров. И навистина е привилегија на оние 13 млади ликовни уметници кои ќе учествуваат во првата етапа на оваа ликовна колонија и кои ќе имаат можност цела седмица да творат, да сликаат и да се дружат и се разберат, да разговараат за уметноста. Во оваа совршенство на природата ќе има и многу уметност овие 7 дена. Ќе се обидеме да разговараме со сите млади уметници, да ги слушаме нивните мислења, нивните размисли, нивните идеи, нивните мотиви, сето она што ќе го пренесат на платната со боите кои ги имаат на располагање во оваа прекрасна вила Тодоров. Имам задоволството мојот прв соговорник да биде ликовниот уметник Надица Стилкова, која заедно со мене патуваше овде на Кожу планина, меѓутоа таа имаше предноста да биде и претходно на оваа ликовна колонија, значи знае што доживеала тогаш. Кои се очекувањата од оваа година? Точно, драго ми е што по втор пат сум овде на оваа ликовна колонија. Имав чест да бидам на отварањето, значи на првата колонија што беше одржана овде во Вила Тодоров, и тоа во поинакви услови, значи во зимски услови. Бевме негде јануари месец, имавме можност да падне снег, скијавме, тоа се одрази и на нашите дела, значи преобладува зимските пејсажи и во колоритот се одрази, иако имаше и абстракции, нели, меѓутоа самите временски услови природата налагаа да потребаме таков колорит. Сега е комплетно ново доживување, значи природата има подруго влијание. Да, точно, и мислам дека ќе има многу добри слики со поинаков колорит. Ќе се преточат овие пейсажи, значи на нашите слики, дека ќе има доста добри дела. Што мислиш, Надица, дали е вистински предизвик токму ова Кожу планина, совршенството на природата, да се вметне малку уметност, која доаѓа од човекот, од дел од неја, раскрини дел од природата? Точно така, ова е вистинска инспирација за нас уметниците. Ова природа, значи ова што го нуди планината Кожу, ќе биде многу добра инспирација за да направиме добри дела. Али Спасовски ни доаѓа од Делчево. Ова што носи црна мајчка со надпис дека ликовна колонија Вила Тодоров е од минатата година, што значи дека и тој има искуство во колониите кои се одржуваат на ова прекрасно место. Какво е твоето доживување сега? Значи, лави на ликовната колонија Вила Тодоров беше прекрасно. Имавме многу инспирација, самото окружување, самата средина ни влијаеше многу во нашето творештво. Се поминавме многу добро, беше доста продуктивна колонијата и тоа беше доволен мотив за да дојдеме пак на полугодишната. Задоволство е што е поголем дел од учесниците годинава се биле и минатата година. Дали тоа значи дека и дружењето ќе биде на такво убаво ниво? Па тоа е резултат на дружењето од ланската година, значи чим сме се собрале повеќето од членовете од лани сега, значи дружењето видите како придонело за ние пак да дојдеме овде. Колку природата ќе има влијание во твоите абстракции? Значи овде човек колку и да дојде со своја идеја, со своја фикс идеја, да не речем во творештво, природата свесно или несвесно секој ќе влијае на творештвото. Да, какви се твоите впечатоци на почетокот, дали ќе имаме многу платна на сликање? Па мислам дека оваа година ќе има многу повеќе платна од ланската. Нина Богуновиќ е мојот следен соговорник и неа би ја запрашала, бидејќи видов во холов на Вила Тодоров еден куп нови платна, убави запакувани, која ќе биде нејзината инспирација, мотивација, што таа ќе наслика на овие нови чисти платна? Па инспирацијата мислам дека ќе ја црпиме од природата, што не значи дека ќе цртаме пейсажи или така натаму. Мислам дека она што ќе го изработиме овде ќе биде нешто кое што ќе остане понатаму за да следните генерации може да црпат пример, бидејќи сме сепак и на почеток на нашето сликарство, релативно сме сите млади уметници. Мислам, да, се бараме и мислам дека ова ќе биде нека почетна фаза на нашите стилови кои што се уште во изград. Меѓусебното дружење има влијание.
меѓусебното дружење секогаш има многу големо влијание, бидејќи позитивната атмосфера ни дава најголема инспирација. Значи не може да се работи во атмосфера која што е лоша за уметникот, тоа многу влијае. Мислам дека сега за почеток многу добро се дружиме, мислам дека ќе има убава соработка. На стартот сме на летото, значи полно со енергија, кога треба многу да се даде, ќе имали многу слики. Да, мислам дека ќе има многу слики. Нашата визија е да ги отпакуваме сите платна и да ги насликаме. Елизабета Јаковска ќе запрашам што ќе биде преокупација, мотивација на низините дела со оглед на фактот што се не изе на прв план и се боите. Значи, главниот збор го имаат боите. Ќе имали многу бои, многу колорит во твоите платна. Бидејќи инспирацијата ја црпам од природата, така да мислев да работам нешто претежно со земјани нијанси, као окераста кафеава, зелена, па мора да има, нели, на убаво место сме сместени сега. Се е зелено. Нели. Колку целиот овој амбиент може да биде инспирација за еден млад уметник како што си ти? Па, сега бидејќи сме на почетокот и се уште не се знаеме, би кажала дека атмосферата би имала најголемо влијание врз инспирацијата и тоа нашето творештво што ќе биде на ликовна околина. Да. Ти си млад уметник, сигурно се бараш во уметноста, дали ќе пробаш нешто друго, дали ќе се обидеш да сублимираш се што ќе видиш на другите платна од твоите колеги, низ разговори, да се роди можеби и некој. Да, апсолутно. Сега да тоа. Мила Трендафиловска исто така ќе биде учесник на оваа ликовна колонија и убаво е да слушнеме од неа што ќе прави таа. Овие 7 дена што ќе слика, колку ќе го истражува над реализмот, подсвесното, колку боите ќе имат влијание, со оглед на тоа што е окружена со многу бои, каква експлозија на бои ќе има на твоите платна. Точно така, да. Го истражувам над реализмот во комбинација со јак колорит и интензитет на бои. Тука сме сместени, значи, во одлична средина, природата која што ни пружа, значи, голем извор на творење, на пронаоѓање во секаков аспект, значи во творештвото, значи да се надоградиме и да пробаме да пронајдеме некој свој стил на изразување и секако дека местото ќе не инспирира да создадеме позитивни и исто така продуктивни дела. Совршен е редот на природата, на нештата на природата кои се случуваат. Мислиш ли дека сето тоа може да се случи и во она подсвесното, дека сепак има некој ред и во тој дел? Па, со оглед на тоа, зависно од моментите и од атмосферата и дружбата помеѓу колегите, што моментално сега сите сме дојдени, се уште не се познаваме. Сега сме на почеток, не знам, до крајот на колонијата би требало да сето оваа атмосфера тука да има влијание врз и секако делата и врз она што да. Од вкупно 4 ликовни колонии кои се организирани овде на ова прекрасно место во Вила Тодоров, Ристо Соколов има учествувано на 3. Значи можеме да кажеме дека веќе тука на некој начин е домаќин на оваа ликовна колонија. Го познаваме неговото сликарство, колку природата ќе има влијание овој пат, колку зелено ќе видиме на твоите платна. Општо зеленото се природа. Зеленото е и слобода. Ја мислам дека тука во планината уметниците што се помладите и повозрасни, сега гледам за младите зборувам, они тука треба да осетат слободата. Треба да осетат на позитивната енергија, затоа што знам дека долу во градовите систем просто не само што е загушливо од атмосфера, него е и негативно делува на душата и на слободата на уметникот. Јас мислам тука сега ќе бидам некако повозрасен сум, кој ментор од тие стил. Не штедам да му кажам нешто од искуството моје пред многу години. Да, јас имам искуство да 30 години по колонија. И сега осеќам дека и младите се малку вака гледам темпераментни след. Меѓутоа секој со себе се носи. Секој со себе, тоа ќе видам од утре, ќе почнеме да сликаме. Ја мислам дека ланската година беше така и ова година ќе биде уште подобра. Зошто? Затоа што тука се е кружено.
сите услови ги имат. Имате најубавите услови, Да. оптимални услови. Услови се многу добри, имат ваздушната атмосфера, Да. и имат природата, имат на чистиот въздух кога имаш, можеш да дишиш и можеш да сликаш. И сега зависи од нив колку нивната фантазија, имагинација, енергија, евентивност да пренесат на платното. Ја мислам дека не е проблем тоа, кога ќе му се даде на слобода, они слободно се понашат. Значи, и рибата да пуштиш во чиста вода, она плива и дише. Ако ја оставиш во напна вода, нема кај да оди и не значи тоа е уметникот. Дај му слобода, да он сам размислува. Уметникот не се става во граници и оквири, затоа што тоа не е уметност, више е наменска работа. Моја најубавата душа, јас така и мислам, и затоа идам секоја година. Мислам, не е случајно. Значи ова колонија нешто што не треба да се пропушти. Не, затоа што тука мене не само сега зборувам, многу ми е пријатно и секоја година идам, може и август пак ќе дојдам. Тука, значи, благодет на душата. Значи тука сите чакри ги ослободуваш. Хранета душата, сите чакри ги ослободуваш има слобода на и они ти идат само по себе. Ја мислам дека убаво ќе се поминат. Знам дека и ланската година немаше никакви проблеми за тие такви уметнички души. И тука и сега нема да има. Така и ја И мислам. очекуваш многу слики. Секако, сега од да и зависи многу. Ја мислам и дружењето е многу битно за сликите. А дружењето кога има и се околу себе имаш сите благодети, ја мислам тука не може да биде рамнодушен уметникот. А нарочито за младите е многу интересно колонијата, затоа што колонијата е најмногу за млади. Тук се разменуваат искуства, сега зборувавме пред малку, напишуваат нешто по младите учесници. Вика, вие сте одели на колонија едно друго, вика, многу години, 30 нагоре, вика, дупа од тебе. Сакам да ти кажам, викам, само едно. Ако се срамите да прашате, нема да научите. Значи не се штедам да му кажам, затоа што тоа не го приемам мене, неко секој нека си створе свој пат. Секој си работи по својот начин и рокопис. Ама па треба искуство некој да го влезе у тие колонијскиот начин на сликање. Кое и колонијата е специфична да можеш да се снајдеш за кратко време. Тука нема да веруваш со денови, со месеци и така. Тука е малку брза ситуацијата, затоа што е и тоа држим да е брзо и затоа се стварат брзи слики. Дома не се прават така брзо. Ја мислам тоа е. Да, и посакувам добро дружење, многу Ја мислам- слобода и многу голема креативност. Ќе видиме на крајот, ќе биде многу добро.